Дневник во 20 часот на Канал Плюс. Добро вечер. Еве дел од настаните кои му дадоа белек на денешниот 2 октомври. Утре национална екоакција Македонија без отпад. Ке се чистат урбаните подрачја. Акциите денес ги започнаа најмалите. Не може СДСМ да ја заекне средната класа во државата. Кога стечајците се бореа за опстанок, СДСМ не помогна, вели лидерот на стечајците Стојан Стојанов. Во Кочани се промовира монографија за кочанскиот ориз. Опфатени се сите аспекти поврзани со оризопроизводството и влијанието на оваа култура врз општествените текови. Кампањата Македонија без отпад и годинава ќе се реализира и тоа со бројни акции за чистење во текот на утрешниот ден. Националната акција за чистење денес ја започнаа најмалите во градинките. Македонија без отпад е заеднички проект на Министерството за животна средина и Ајде Македонија, Асоциација за чиста животна средина. Проектот Македонија без отпад 2015 во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, иако планирана за утре во Штип, денес ја започнаа најмалите од детските градинки. Тие расфрланиот отпад го собираа, а потоа го селектираа во посебни канти за различен вид на отпад. Инаку ние секојдневно ги едуцираме децата за да зачуваат нашата околина да биде чиста, да имаме чиста околина, за да имаме здрав живот. И мислам дека денес успешно беше реализирана оваа акција. Децата го собраа отпадокот што беше во нашиот двор и го селектираа во кантите. Денес нашиот двор го чистевме. Од отпадоци. Отпадоци. Ова не е прв пат децата од градинките да се вклучени во ваков вид на акција. Во текот на учебната година имаме планирано неколку работилници со родителите и активности со самите деца, со цел да ја подигнеме стварно на високо ниво еколошката свест кај децата, еколошката свест и кај самите родители и кај нашите вработени. Најмалите беа предводници на утрешната национална акција за чистење на околината од отпад во рамките на проектот поддржан од државните институции, локалната самоуправа, јавните и комуналните предпријатија, невладините организации, здруженија на граѓани и местното население. Освен наведените институции, кон акцијата утре ќе се придружат и учениците од основните и средни училишта. Заедно со своите наставници, ќе се вклучат масовно во расчистувањето на своите дворови и околината на околу училиштата во акцијата Македонија без отпад. Вработените во локалната самоуправа и јавните предпријатија ќе се вклучат во акцијата со чистење на 3 локации. Општинската администрација ќе чисти во населбата 8 ноември, втората е локација на Света недела, каде што вработените заедно со директорот на јавното комунално предпријатие ИСАР ќе чистат во Света недела, и третата локација е јавното комунално предпријатие Стипион ќе чисте во поранешно нервно оделение. Се надеваме дека како и минатата година, така и оваа година ќе имаме успешност од оваа акција со оглед на тоа дека ние стануваме град со се помалку и помалку отпад на територијата на самиот град. Националната акција Македонија без отпад, чија цел е граѓаните и сите засегнати страни организирано да се вклучат во чистењето на околината од отпадот, ќе се реализира во претподневните часови, поточно во период од 9 до 11 часот. Од Центарот за управување со кризи со апел до граѓаните, доколку забележат неовластено складирање на отпад, може да се јават на бесплатниот телефонски број 195. Јавното предпријатие ИСАР Штипо денес е со збогатен возен парк. 2 трактори наменети за собирање комунален отпад од местата каде со камиони за отпад не се стигнува, од утре се пуштаат во употреба. Идната година ИСАР планира да набави камиони Кипер, липкер и возило за чистење канали. Од денес јавното предпријатие ИСАР со нова механизација. Возниот парк го зголеми со 2 нови трактори. Тракторите се во вредност од 2.100.000 денари. Тракторите се со приколица, ќе бидат пуштени во комунална хигиена, се со цел за да се подобри хигиената во нашата општина, односно за местата каде што нема пристап со камион, ѓубрето ќе се зима со трактори. Ги купивме 2 нови трактори од наши средства на јавното предпријатие. Тоа се трактори од фирмата Тафе, значи индиски трактори,
45 конја снага, нешто појако тоа што ги имаме со автоматски со автоматски волан, приколици две нови. Со тоа ја зголемуваме годината на старост на возилата што ги имаме во јавното предпријатие ИСАР. Со набавката на двете возила, претходно што ги набавиме метачките, косачките, сега тракторите. ИСАР пред неполни 2 месеца се збогати со 2 нови камиони и 2 косачки. Инаку во планот за јавни набавки и програмата за 2016 година, ИСАР предвидува да набави еден камион Кипер за потребите на целото јавно предпријатие и Каралџет. Продолжуваме со политика. Вчерашната изјава на лидерот на опозицијата Зоран Заев во Штип за јакнење на средната класа предизвика реакции кај лицата кои долги години имаат нерешен статус како стечајци. Сдруженијето на стечајците со јавно прашање кон Заев. При вчерашната посета на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев во Штип, тој даде изјава дека опозицијата има проекција за враќање и зајакнување на средната класа во Македонија. Оваа изјава предизвика реакција од стечајците чии долгогодишни барања за трајно решавање на проблемот не беа решени во времето на владењето на СДСМ. Револтирани се поради изјавата на Заев кој вчера вети дека ќе обезбеди по 850 евра приход на секое семејство. Конечниот наш таргет е да создадеме средна класа. Средна класа во која што вкупниот приход по семејство би бил во доменот на она што значи средна класа за македонски стандард. Тоа е 45.000 до 50.000 денари по семејство, 4члено, на 2 полнолетни граѓани. Лидерот на стечајците Стојан Стојанов вели дека СДСМ долги години додека беше на власт тврдеше дека нема ниту по 100 евра месечно за стечајците со над 25 години работен стаж и со нерешен статус. Знаеме, јас баш лично знам како беше кога ние баравме по 100 евра да се даде на луѓето, тие викаа дека финансирајот буџет на Република Македонија ќе дое во колапс доколку бидат згрижени тие луѓе. Меѓутоа се виде, после толку години, државата си постои, се функционира, така да не било тоа проблем. Меѓутоа, тие немале никаква доблест да се реши средната класа, која беше најпогодена во транзицијата, во нивното владење, а сега на истата карта, манипулација со истите луѓе, сака да добијат некој поен, меѓутоа мислам дека луѓето не се со кратко памтење, тие памтат. Стојанов јавно го прашува Заев дали неговите вработени во Струмица во фирмите на Заеви земаат поголема плата од минималната. Штипските социјалдемократи денес се огласија за проблемот со натрупаните долгови на основните и средните училишта во Штип за превоз на ученици и за огрев. Од училиштата велат дека имаат залихи од нафта за огрев, а долгот кон превозниците се намалува. Огромни 770.000 евра должат 9 училишта во Штип, 5 основни и 4 средни. Долговите се главно за неплатен превоз за учениците и за нафта за грејање. Речиси половина милион евра должа само 2 училишта. Најголем долг има медицинското училиште Јане Сандански над 260.000 евра, а училиштето Коленектени должи 220.000 евра. Ова се податоци за 2014 година, а од училиштата коментираат дека долговите се намалуваат и дека имаат залихи на нафта за огрев за период до крајот на првото полугодие од оваа учебна година. Овие 2 години училиштата во Штип функционираат безпрекорно. Сите обврски се подмируваат редовно, а се редуцираат и старите долгови на училиштето. Општина Штип овозможува и во секое време ќе овозможи наставниот процес да тече без проблеми. А што се однесува до снабденоста со енергенси, сите училишта имаат доволно нафта за грејење во следниот период. Комплетно се платени сметките за струја и вода, а отплаќањето на старите долгови се следи, при што општината е подготвена во секој момент да помогне со цел да не трпи наставата и учениците, стои во известувањето од локалната самоуправа. СДСМ од Делчево денес излегува на пресконференција во врска со донесената одлука на последната седница на Советот за прифаќање и одлагање на комуналниот отпад од Македонска каменица и депонијата на Делчево. Почитувани граѓани, на 31-та седница на Советот на општина Делчево, советниците од ВМРО ДПМН изгласаа најсрамната и најштетната одлука
пред се по здравјето на луѓето и животната средина. Имено, станува збор за прифаќање и депонирање на комунален отпад од соседната општина Македонска Каменица на депонијата во Делчево во временски период од 4 години, поточно од 2016 до 2020 година. Дали градоначалникот Шехтански со Амин од советниците од ВМРО, ДПМН и коалицијата се обидуваат Делчево да го направат центар за ѓубре? Го прашуваме Шехтански, ги прашали граѓаните за нивното мислење за Делчево да го собира сметот од целиот пијанец? Дали некој размислил за влијанието на големата количина на отпад врз водата за пиење, почвата, воздухот? Ќе бидеме затрупани во ѓубре, а сето тоа директно или индиректно ќе влијае врз здравјето на сите граѓани. Земјоделците во Виничко бараат средба со заменик министерот за земјоделие. Сакаат за секојдневните проблеми да се соочат со најповиканите. На синокешните средби со представници од подрачните единици за земјоделие и агенцијата, тие бараа конкретни одговори за повеќе прашања. Иако во очекување, синоќа земјоделците од неколку населени места во Виничко не добија шанса да ги прикажат своите проблеми пред надлежните од централните институции. Одговор на многу прашања кои ги тиштат побара од локалните институции. Иако средбите во Јакимово и Блатец требаше да се фокусираат во делот на исплатени, тоест неисплатени за доцнети субвенции, најповиканите од платежната агенција не стасаа да ги разјаснат дилемите. Наместо за субвенциите, земјоделците се пренасочија на барање решение за штетите од поплавите. А со земјоделна комисија и виделе дека стварно нема нивата. И ме повикаат и им однесат жиро сметка дека ќе да надоместат. И сега прават те некој прават дека никој не разбира. Не е тоа тачно. И не сакам такви манипулации више. Како донешто наплатили. Нивата е дигнана, нема ја. Да е натачен, не се жали. Ќе земат трактор, ако мога. Ако не мога, нека стои така. Нема нивата. И ќе го нема целото поле. Ако никој не поведе рачун. И знам дека никој нема да поведе рачун. Затоа што водозајца не постои, а водостопанство знаат одмах белешките кај директно да дадат на обвинител там за плаќање. Раководителот на подрачната единица за земјоделие Зоран Соколов одговараше во рамките на своите надлежности. Пред се штети на земјоделски култури. Во дело на ново што значи штети од поплавени површини, однесени површини на земјоделско земјиште, значи у тај дел исплати на такви штети нема. Меѓутоа кај нас нема уште ни исплата, односно обештетување и од штетите причинети по земјоделските култури. Поред проценките на надлежните, во февруари биле поплавени околу 200 хектари, а цели 20 хектари се однесени целосно и воопшто ги нема. Нефункционирањето на водните заедници со статусот кој моментално го имаат е проблем кој навистина бара долгорочно решение. Дел од присутните алармира и за незаконско црпење песок од река Осојница, со што долгорочно се доведува во прашање водоснабдувањето на село Јакимово. Побара одговорност од надлежните институции да се стави крај на оваа узурпација, а и директна средба со заменик министерот за земјоделство. Нивните барања, забелешки, сугестии благовремено ќе бидат доставени до сите повикани институции од страна на подрачната единица за земјоделие. Во Кочани се промовира монографија за кочанскиот ориз. Опфатени се сите аспекти поврзани со оризопроизводството и влијанието на оваа култура врз општествените текови. Во присуство на голем број научни и културни работници и граѓани во Кочани е промовирана монографијата Кочанскиот ориз на стопанско-културната манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Издавањето на делото е по иницијатива на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, кој обраќајќи им се на присутните истакна. Идејата за ова произлегува е дадена од еден наш покоен новинар, Ангеле Ајтовски, кој што во далечните 80-ти години се залагаше да она што е одбележување на градот Кочани, она што е одбележување на Кочанското поле, треба да се одбележи на хартија, бидејќи сето она што не е напишано на хартија, некои од професорите по новинарство велат не како да не постоел. Тоа не важи за оризот, оризот постои иако не е забележан, меѓутоа за него се пишува на многу места, во многу дела, дали во економијата, дали во научните установи, дали во земјоделските учебници, се пишува секаде. Меѓутоа, едно вакво дело,
каде што главен актер ќе биде Оризот, ние имаме издадено далечната 1948 година и ова, спрема нашите информации што ги имаме, е прво вакво дело кое што ја видува светлината на денот. Инаку монографијата има за цел на едно место да се обединат најразличните аспекти на производството на Орис кај нас, заедно со сите траги и белези што како култура ги оставил и остава во општествениот живот и во животот на поединците. Книгата е значајна од аспект на праксата, науката, традицијата, стопанството. Значи тоа е едно вредно дело кое што представува база, односно основа за надоградување и за творење на вакви слични дела во иднина. Генерално, сите 6 автори кои што бевме вклучени во изработката на оваа монографија, се поделивме во два тима, од кои што едниот тим беше предвиден да го обработи делото од научен аспект, во кој што беа вклучени тројца професори од Институтот за Орис, сегашни и поранешни, додека во другиот тим во кој што влегувам и јас покрај Љубинка Ајтовска и Ванчо Петров Фафа, бевме предвидени да го подготвиме делот кој што е повеќе од популарен карактер, значи за пошироката публика. Во тој дел беа опфатени неколку различни поглавја во кои што се обработува историјатот на Оризот, патот по кој што пристигнал во Македонија и во Кочани. До сега во научната и стручната литература постојат голем број на научни и стручни трудови поврзани со различни области од производството на Орис и неговата преработка. Меѓутоа, како и други напишани материјали, исто така поврзани со Оризот, но ова дело, монографијата за Кочанскиот Орис, обединува содржини од различни области. Значи, како од областа на науката, така од областа на производството, на културата, историскиот тек на развојот на Оризот, производството кај нас и така натаму. Во монографијата се застапени 200 колор фотографии и речник на помалку познати зборови, поврзани со Оризот производството, ни изјави Љубинка Ајтовска, една од авторите во монографијата. Монографијата Кочанскиот Орис ја промовира Емилија Симеоновска, професорка на Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и Родна Величковска од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Чадеа казаните за печење ракија на платото пред спомен домот на Асном во Делчево во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на сливата. На 20 на штандови беа изложени разни производи од сина слива, која е бренд на пијанецот. Трета година поред во Делчево се организира манифестацијата Пијанечки денови на сливата. Целта е промоција на пијанечкиот бренд Сината слива и изложување на производи кои се подготвуваат од слива. Трета година поред општина Делчево е организатор на манифестацијата Пијанечки денови на сливата. Ние се надеваме дека ова ќе прерасте во вистинска традиција и општина Делчево сериозно ќе го промовира производот во сливата како артикал по кој што ќе се препознава пијанечкиот регион. Ние сите знаеме дека од производството на сливи живеат многу семејства во општина Делчево, така да тоа и си заслужува поддршка од општината Делчево во промотивна смисла. 20 на штандови изложија индивидуални земјоделци, физички и правни лица од пијанечкиот крај, на кои беа представени неколку активности: печење на ракија, подготовка на мармалад, подготовка на сладко и компот и бели пецива, декорирани и подготвени од сина слива. Ракија вариме од поодавна. Сега почнуваме да ја собираме кога веќе поубавзе. Килограм или тони слива е потребно за еден казан? За казан околу 100 кила, зависи од казано колку кафе, казано толку сливи, например, по 100 кила, 100 кила, ако е поголем повише. И така. Време се вари еден казан ракија? Па едно 5-6 сата, зависи како треба. Колку степена идеално е за пиење ракија? Па од 45 е набаво, ние нешто правиме ја сите појака малку. Ланската и преланската година имам добиено прво место за најдобра ракија, за највесела ракија. Ето сега учествуваме, сега не се надпреверуваме за најдобра ракија, како најдобар штанд, па ќе видиме како ќе. А сливата може да се употреби у многу нешта. У се што се постои благо, па и солено. Ете, ја овој колач го направих со тесто, во тестото шеќер малку, зетин малце, солца малце,
а през средината на два дела сина слива, мармалад. Обичам мармалад, што е много вкусна пияничката слива и така, затоа се употребува многу нешта, ете јас го направих тој колач. Со своји штандови на денешната манифестација учествуваа и учениците од двете основни училишта и од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо со производи кои сами ги подготвиле. Ние сме од гимназијата Методи Митевски Брицо. Ние учениците од прехранбената струка и оваа година учествуваме на оваа манифестација Пијанички денови на сливата со производи кои сме ги изработиле во училиштето. Прво ги изчистивме сливите, потоа ставивме вода во шерпата, зоври и ги стуривме сливите. Организаторот на настанот општина Делчево за учесниците додели парична награда и тоа првопласираниот штанд доби 150 евра, второпласираниот 100 евра и третопласираниот штанд доби награда од 50 евра. Манифестацијата беше збогатена и со културно-уметничка програма. Со следниот прилог одиме на градскиот пазар во Штип. Ајварските пиперки се најзастапени, но не се и најбаран артикал на пазарот денес. Во екот на спремањето зимница за предстојната зимска сезона на денешниот пазар во Штип продавачите велат дека повеќето граѓани завршиле со подготовките и дека вреките полни со ајварска пиперка најверојатно ќе се ги вратат дома. Продаваме патлиџани, пиперче нешто, ама тешко иде пиперчето нешто. Патлиџано добро е, пипер троши патлиџано. И па има 40 розов, црвен 30, 20, спрема работа. Прилично се троши. Колку е цената? 20 денари. Најмногу потрошувачка денеска имаше на модриот патлиџан, на пчинката, како и на холандската сорта патлиџан, за кој трговците велат дека во последно време е повеќе побаруван од потрошувачите. Да, ние трета година го продаваме, иначе холандско семе. Многу повкусен е, многу се троши, најмногу го трошиме него. Го знаат луѓето и идат взимат и за евери стават и за така за пражен многу вкусен. Многу повкусен е. Колку е цена? 10 динара е парче и 3 за 20, помаленкички, помлади. Таа е наше производство, црно и тај. Да. А многу повкусен е од црниот, од модриот шувик. Да. 5 динара, па комај веќе и понаправија, тие се поситни за нешто, за, кога ти кажам, за прават разни работи, печат, пуштат. Зеленчукот и овошјето се собствено производство на самите трговци. Тоа е лично наше производство, не е под фолија, сочна краставица, стара градовска краставица. Се трошат ли? Па се трошат. Колку е цената? Цената 30, 25, 20, некогаш зависи од потрошач, од луѓето како имаат жел. Сепак цената на ајварската пиперка во овој период е пониска од пред 2 недели, кога цената се движеше од 30 до 40 денари за килограм, сега цената изнесува од 20 до 30 денари. Премиерот Никола Груевски денеска во Њујорк имаше обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации, а потоа се сретна и со генералниот секретар Бан Ки Мун. Премиерот Груевски за време на приемот организиран од американскиот претседател Барак Обама ја имаше и првата неформална средба со неговиот грчки колега Алексис Ципрос. И на оваа средба било отворено прашањето за името и можноста за заедничка средба. Убиен напаѓачот во кампусот во Орегон. Американските медиуми објавија дека 26-годишниот Крис Харпер Мерсер е убиецот на 10 луѓе во коледжот во градот Роузберг во американската сојузна држава Орегон. Мерсер бил застрелан од полицијата, според која напаѓачот со себе носел големо количество муниција, панцир и бил тешко вооружен. Во нападот биле убиени 10 лица, а 7 други се повредени. Инаку претходните проценки беа дека бројот на жртви и на повредени е многу поголем. Американската армија соопшти дека 11 луѓе загинале, меѓу кои 6 членови на американските служби при уривањето на воен транспортен авион во Авганистан. Авионот се урнал околу полноќ по локално време кај аеродромот во источен Авганистан, во близина на границата со Пакистан. Американски представници информираа дека е во тек истрагата за причините за инцидентот. Полковникот Брајан Трибус потврди дека екипажот и патниците се мртви, додавајќи оти меѓу нив има и 5 цивили кои работеле под договор за тренинг мисија предводена од НАТО.
Во недела ќе се одигра редовното 9-то коло од првата македонска фудбалска лига. Во досегашните одиграни надпревари актуелниот шампион Вардар и екипата на Шкендија продолжуваат со трката за првото место. Минатото одиграно коло на стадионот во Кочани, Брегалница успеа да освои 3 бода против екипата на Хоризонт Турново и се искачи на 6-та позиција. Надпреварите од 9-то коло ќе се одиграат со почеток од 15 часот. Фудбалскиот клуб Брегалница ќе гостува кај екипата на Ренова. Интересно се очекува да биде и во дуелот помеѓу Шкупи и Шкендија. Вардар ќе гостува во Кратово кај Силекс. Турново ќе ја пречека екипата на Царев двор и екипите на Скопје, Работнички и Металург. Моменталната бодовна состојба изгледа вака. Шкендија е на првата позиција со 21 поен, Вардар на втората со 20, Силекс 13, Младост Царев двор 12, Шкупи 11, Брегалница 9, Работнички 7, Хоризонт Турново 6 и Ренова и Металург по 5 поени. Ова е се за денес. За повеќе информации следете не на фан страната на Facebook и на нашиот портал kanalplus.mk. Останете во добро расположение.